Вечерва сме дојдени овде за да ви укажеме на една крупна разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и Социјалдемократскиот сојуз. Знаете која ли е разликата? Ние го одржуваме зборот. Прв пат во историјата на независна Македонија една политичка партија дава отчет за сработеното во претходниот период и додека едни напаѓаат, ние градиме. Градиме училишта, градиме спортски сали, градиме игралишта, градиме објекти кои што се дел од националниот идентитет на македонците во Македонија. И додека некои сакаат да не скараат, сакаат да прикажат дека меѓуетничките односи не се добри, ние секој ден се повеќе соработуваме и меѓусебно си помагаме. На 5 јуни треба да избереме меѓу две работи. Дали сме за бесконечна транзиција или за реформирана Македонија? Дали сме за Македонија која ќе биде балканска провинција или за модерна Македонија, член на Европското семејство и на НАТО алијансата? Се договоривме со господинот Груевски да склучиме повторно коалиција и на таа база господинот премиер јавно гарантираше дека новата влада ќе вложи посебни напори за унапредување на животната средина, на туризмот, за користење на обновливи енергии, потоа поддршка за науката, поддршка за социјалната политика и посебно за ранливите групи. Ги добивме гаранциите од ВМРО ДПМН и затоа сме тука. Некои партии слушам дека ветуваат дека ќе ги исполнат овие или оние работи, меѓутоа овде е местото каде што вакви работи се исполнуваат, затоа што оваа коалиција повторно ќе ја прави владата. Вестината тргна. Ќе победи Македонија, ќе победи коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Основите се поставени. Оваа влада воведе да функционира правниот систем во државата, да се афирмираат и вреднуваат позитивните вредности. Повеќе од јасно е дека со владината програма, со изборната програма во Република Македонија ќе започне забрзан економски развој, ќе започне стопанска експанзија, ќе има услови за отварање на нови работни места, за подобра иднина на сите, но пред се на младите генерации. Сакам да порачам дека за македонските работи ќе одлучуваат македонците и сите граѓани што живеат овде без разлика на етничката припадност. Република Македонија нема алтернативи. Република Македонија ќе добие и покана за членство во НАТО, ќе започнат разговорите за влез во Европска унија. Во Република Македонија ќе владее правото и правната држава. 5 јуни ќе биде голем ден за Македонија. Тоа нема да бидат обични избори. Тоа ќе бидат, јас така ги наречувам, изборен референдум со едно јасно, прецизно прашање. Дали сте за опцијата која беше 15 години негде од 1990 година па навамо? Дали сте за опцијата која донесе катастрофални последици во Македонија? Дали сте за опцијата која затвори преку 2000 фабрики, која го уништи туризмот, која како тајфун, цунами помина низ Македонија? Или сте за опција која нуди реформи, промени, изградба, напредок? Сигурно дека сте за таква опција. Тоа е опција која што ја нуди нашата коалиција на чело со Никола
нашиот премиер. Добро вечер, Охрид! Добро вечер, ВМРО, ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер, Македонијо! Вечерва од Охрид, ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ја започнуваат кампањата за својата нова победа и победа на Македонија. Дали сте за победа? Дали сте за нови 1200 проекти во наредните 4 години? Дали сте за реформи и развој на Македонија? Дали сте за да? Да, за нови реформи и развој на Македонија. Да, за туристички развојни зони. Да, за изградба на затворен базен во Охрид. Да, за намалување на ДДВ-то за туристички услуги од 18 на 5% веднаш по изборите. Да, за нови авионски линии на токушто реконструираниот аеродром Свети Апостол Павле. Да, за автопат од Гостивар до Охрид. Да, за почеток на градба во 2013 година на магистрален пат Косел-Охрид. Да, за реобнова на Свети Климентовиот универзитет во Охрид. Да, за изградба на пречистителни станици во Охрид. Да, за завршување на реконструкцијата на општата болница во Охрид и целосна реконструкција на здравствениот дом во Охрид. Да, за нова опрема, за нова медицинска опрема, за компјутерски томографи, за ангиографи, за ендоскопски кабинети, да, за голема набавка на опрема за охридските болници. Ние покажавме дека тоа што го ветуваме во голема мерка и го исполнуваме. Тоа е нашата предност. Тоа е нашиот кредит. Тоа е гаранција дека овој манифест за Македонија ќе биде реализиран. Имате проверена опција и во добро и во лошо време. Зошто велам така? Пред светската криза, во добрите времења, видовте како работивме и што исполнивме. Се зголемија пензиите на пензионерите за повеќе од 1/3. Се зголемија платите во јавниот сектор за над 20% за само 2 години. Се зголеми социјалната помош за над 1/3 од таа што беше преходно. Дојдоа рекорден износ на инвестиции, на странски инвестиции во првите 2 години. Невработеноста опадна за цели 5% поени за само 2 години. Извозот порасна за 60%. Денес мерете ме според тоа како сме работеле во овој мандат. По антикризните мерки, по легализацијата на дивите градби, по намалувањето на даноците на 10% најниско во Европа, по намалувањето на придонесите, по можноста да се откупат дворовите за 1 евро, по исплатените 360 милиони евра субвенции за земјоделците, по градбите на многу локални и регионални патишта. Сите политичари
треба да ги оцените по делата, поветеното и реализираното. Така ако правите, Македонија ќе оди напред. Тоа е патот на успехот на Македонија и сега и во иднина. Земете ги во пакет Бранко Царенковски, Радмила Шекеринска, кои 19 години работат заедно. Ветуваа по еден вработен од секое семејство. Ветуваа дека за 6 месеци ќе сме го решиле името и ќе сме влегле во НАТО и Европската Унија. Ветуваа дека ќе искоренат сиромаштијата. Ветуваа се и се што. Пустош оставија. Не дозволувајте да ве лажат. Одете на сигурно и на проверено. Како главен носител на кампањата и председател на СДСМ. Заборави да кажеш, Бранко, што направи ти додека беше на власт? Што стори за овој народ? Кои се твоите дела? Тука, Бранко, тука паѓаат сите твои политички флоскули, кои цел живот ги верваш. Докаде ја дотера да сам за себе, вчера на митинг говориш дека си бил голем човек. Па јас да сум дошол со тебе на телевизија да сум станал голем човек. С краја да е. И на крај, Бранко, ме викаш на дуел. Бранко, па ти избега од најголемиот дуел на 5 јуни и од најважниот дуел кој можевме да го имаме. Тоа се изборите. Изборите на 5 јуни, кои ти толку често ги повикуваше. Ти избега од дуелот со народот. Затоа уште еднаш ќе ве повикам. На 5 јуни да гласате за број 5. За ВМРО ДПМН, за коалицијата за подобра Македонија. Да гласате за 0% данок за малите и микропредпријатија со годишен приход до 3 милиони денари. Да гласате за нови 670 милиони евра субвенции за земјоделците. Да гласате за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор. Да гласате за зголемување на пензиите на пензионерите за 24, односно се заедно вонредни и редовни зголемувања за околу 30%. Да гласате за оние за кои што ќе им биде потребно лекување во странство, да не ги чини никогаш повеќе од 200 евра. Да гласате за изградба на автопати. Да гласате за изградба на 2154 домови за социјално ранливите групи. Да гласате за проектот Вардарска долина, кој возможува 3000 директни и над 20.000 индиректни вработувања додека се гради. Да гласате за 50% рата од кредит за изградба или купување на дом во вредност од 50.000 евра во првите 3, односно 5 години. Да гласате за распределба на преостанатите 20.000 хектари државно земјиште за земјоделците. Да гласате за реконструкција и санација на над 200 училишта и изградба на 145 училишни спортски сали. Да гласате за 100 милиони евра за реконструкција и доградба на болниците, 100 милиони евра за опрема во македонското јавно здравство и за многу други проекти од новата програма, од манифестот за реформи и развој, од манифестот за Македонија, за следните чекори напред. Овие не се обични избори. Ова е референдум. Да против не. Реформи против транзиција. Да, реформите ќе победат.
Да живее Македонија!